Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и надлежните институции преку ефикасен и одговорен пристап успеа и во најпредизвикувачката година во енергетиката да обезбедат стабилно и редовно снабдување со електрична енергија за сите корисници. Пропаднаа во вода сите лаги на Христијан Мицкоски, кои со апокалиптични сценарија ги плашеше граѓаните. Наместо рестрикции, како што велеше Мицкоски, низ целиот овој кризен период имаме непречено снабдување со електрична енергија. И не само што сите потреби 100% се обезбедуваат од домашно производство, туку среде јануари извезуваме струја, што значи и дополнителен девизен прилив. Наместо колапс во енергетскиот сектор, како што прогнозираше Мицкоски, за прв пат после подолг временски период, сите капацитети се вклучени на мрежата, а РЕК Битола работи во сите 3 блока. Ова беше незамисливо кога Мицкоски беше директор на ЕЛЕМ, сега ЕСМ, кога увозот на скапа струја и спадите на енергетската мрежа беа секојдневие. Тогаш незамисливо беше и да се смета на електрична енергија од обновливи извори, затоа што незиниот удел беше незначителен. Денес, само од обновливи извори на енергија, за помалку од една година, се инсталирани над 141 мегават електрична енергија. Далеку повеќе отколку за целиот инсталиран капацитет за 11 години владење на ВМРО ДПМН. Издиша и лагата на Мицковски дека граѓаните, компаниите ќе плаќаат сериозно повисока цена на струја. Напротив, цените не се зголемуваат, туку има и благо намалување на сметките за домакинствата, а малите и средните компании, околку 72.000, за 20% добиваат и пониски сметки за струја. Повластена цена на електрична енергија е обезведена и за производителите на основни продукти, за училиштата, за здравствените установи. Сето ова е успех на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Димитар Ковачевски. Покажавме како се работи одговорно и домакински во енергетскиот сектор. Ви благодарам.